Куќите во Берово се правеле каскадно, по стрмните ридови каде имало простор колку сакаш, што се вели да зграбиш докаде што ти фаќа раката. Ги правеле така во нив да има место за целото семејство. Ги правеле со еден влез, така речи за четворица браќа, сите да се одделно, а сите на исто место. Долго време, тој семеен живот, тој патриархален начин на живење во кој главата на куќата и чуварот на кесето е таткото, бил присутен во овој град. Дека пространите одаи не им биле доволни, зборува една позната беровска изрека која вели: умре ми све крвата, прошири ми се като. Главната улица, која е и главната орта кон која се слеваат сите споредни улички на Берово, одсекогаш била сведок и на најзначајните настани. Оваа била и занаетчивска улица во Берово. Многу терзии, кондураджии, ќурчии, самарджии, влачари, столари, царевари, пекари си ги изгледале своите семејства, а малкумине ја продолжиле таа семејна традиција, напуштајќи го Берово во поголемите градови во Македонија. Но сигурно нема никогаш да се напуштат навиките за бричење и тимарење, за ниско и високо подстригување, за напудрување и намирисување, зашто зборува долгата берберска традиција што ги разубавувала беровчани. Сега останале уште неколкумина занаетчии колку да не подсетуваат дека порано во старата чаршија вриело од живот, дека занаетот бил златен и дека и тенекиджијата си останал со неговата упорност да ги бели тавите, кантите и тепсиите и да му пркоси на времето што донесе нови производи и што внесе нови навики во куќите. Кога веќе зборуваме за традицијата, да кажеме дека многу беровчани станале свештеници, самувале по манастирите на Светагора и се враќале овдека како свештенослужители, правеле манастири и цркви. Градската црква е символ на градот Берово, украс на градскиот плештад, но огледало е манастирот Свети Архангел Михаил. Гледајќи ја и восхитувајќи се на оваа убавина, има неколку работи кои не можат да се премолчат. Дека овој манастир го изградиле малешевци по иницијатива на поп Пецо, само за 40 денови во 1818 година. Дека со неговите конаци, камбанарија, чардаци и тремови представува мало ремек дело на сакралната архитектура. Записите за овој духовен храм велат дека е зографисан од познатиот беровски иконописец, кој во долниот дел на едно од иконите се потпишал како Гаврил Атанасов, македонец од Берово. Овдека се чувствува тој манастирски мир, таа посветеност кон Божјите молитви, кон небесните и ангелските звуци. Овдека те обзема спиритуалната големина што се чувствува зад манастирските порти и во монашките самици. My name is Catherine, and I live in Berovo, and I've lived here for just a couple months, but already I feel like it's wonderful. The people are very nice and welcoming, and there's a lot to do here as well. And the lake is beautiful, and the people are wonderful. I'm Rachel. I live in Delchevo, but I come to Berovo often, and I think it's a nice place. I love it here. It's beautiful. My name is David. I also live in Delchevo with my wife, and we come to visit Berovo, visit our friends, visit the town. It's
very nice town. Everybody here is friendly. It's just a nice place to come to. Како таа земна убавина да се доближи до луѓето, до посетителите, до гостите. Еден од начините е на културната манифестација Малешевијата на дланка да и се дадат нови содржини. Да се види она што го дава природата и она што го создало општеството. Оваа традиционална манифестација се одржува секоја година во есен, кога боите на Малешевијата те облагородуваат, кога целиот град е на плоштад, кога сите и се радуваат на есента и на нејзините плодови. Тогаш во ноќните часови се организираат разни приредби, свечености, забава од секаков вид, се организираат музички надпревари, се организира надигрување, надсвирување и надпевање. Се седи во многуте кафеанчиња, се шета крај осветлената фонтана. Утрото започнува големата и оригинална идеја денот на компирот. Многумина ќе се запрашаат зошто на компирот му се дава такво место, такво значење. Одговорот е едноставен, бидејќи Малешевскиот компир е бренд на овој крај. Тој заедно со црната слива и белото сирење е поим за квалитет. Затоа беровчани го слават, го воспеваат и го подготвуваат на најразлични начини. Од многуто јадења од компирот да ги спомнеме: пирето, мусаката, крокетите, свадбарската салата, манџата со варени, јадењето со печени компири. Многу јадења и многу вкусови што вредат да се пробаат.